Љупче Бубакаров во да си кажеме, а Љупче Бубетрајчев е во нашата кујна или оброкот на денот кој што денеска го подготвуваме и кој што не дека не може да биде оброк, но посоодветно е да биде десерт, бидејќи ќе правиме една здрава новогодишна празнична торта која што ќе ви биде добре дојдена во овие денови кои што се пред нас. Љупче, добре ни дојди и во ова наше предпразнично издание или негдека на крајот на оваа година да заокружиме годината бидејќи имаме одлична соработка во текот на цела оваа година. Добро ве најдов, благодарам уште еднаш за поканата да завршиме оваа тековна година со нешто убаво сладко, верувам и следната година да ни биде уште подобра. А ќе правиме една интересна торта. Обично ние користиме намирници тука секогаш што се сирови, значи термички необработени, меѓутоа денес имаме една торта од просо, каде што просото многу кратко се вари 2 до 3 минути, си остава уште 10 до 15 минути да остои во врела вода и тоа е најдобриот начин за подготвување на просо. Претходно е многу битно да се каже за просото дека треба многу убаво да се измие во неколку води затоа што содржи една состојка што се вика сапонин, која што е пенлива, која што има бела боја и е битно да се отстрани затоа што има горки вкус и добро е да се отстрани и потоа да се припреми просото вака како што треба. Тоа ќе ни биде првиот слој на тортата, воглавно ќе биде од просо, индиски ореви. Кој што не е во калап со срце. Калап со срце, да. Секогаш да негуваме љубовта, нели? Така е, да. И бидејќи просото нема толку маснути, ќе користиме кокосово масло, поточно кокосов путер и индиски ореви да му дадат малку кремаст, да биде малку покремаст тој слој. А потоа имаме втор слој кој што ќе биде на некој начин средина на тортата и на крајот ќе имаме еден шлак на тортата, нели секојаш торта без шлак не е торта, кој што ќе го направиме од малини и индиски ореви и банани. За вториот слој не кажав дека ќе содржи, значи малку путер од кикирики за да даде еден поинаков шмек. Ќе ставиме малку цимет, може и какао, и бадеми. И за горниот слој кажав што ќе користиме. Во двата слоја ќе користиме како засладувач урми, кои што исто така даваат кремаста структура на самата торта, да, и ќе можат убаво да ги спојат состојките, така да ќе биде една богата торта и богата и со вкусови и со витамини, минерали и она што е најбитно да се каже за просото дека тоа е храна која што може да ја користат и доенчиња после 6-тиот месец, исклучително богата со хранливи протеини кои што многу лесно се варат, искомбинирана да речеме со бадем и со урма дава еден посебен шмек, посебен вкус и просото исто така содржи многу железо, многу магнезиум, содржи манган, содржи фосфор кој што е многу битен за оние процеси кои што се одвиваат во организмот, поготово за сврзување на ткивата и коските во самиот организам, така да апсолутно го препорачувам и да не забораваме B17 лиатрил, тоа е витаминот кој што е антиканцероген, кој што го има највеќе во семките од кајсија, меѓутоа го има и во просото, така да сите трудници, сите оние после пораѓањето за најбрзо oporavување одлично да се користи просото и исто така значи децата да барем 2 пати во текот на неделата да се хранат со просо, оние деца кои што за прв пати се воведува храна, секако и повозрасните деца може да го користат. И постои и уште еден начин за искористување на просото, тоа може кој го интересира, за да не навлегуваме сега подетално, за отстранување на камења во бубрезите и во мочниот меор може да се искористи водата во која што се варела просото, треба да се подготви само на соодветен начин и да се искористи за оваа придобивка за подобрување на здравјето, за чистење на бубрезите, за чистење на бешиката, да функционира онака како што треба. И воглавно тоа е, другите намирници нема да ги коментираме затоа што многу пати биле дел од нашите рецепти.
И воглавно тоа сакав да се задржиме на просото како една намирница која за прв пат ја ставаме и на еден ваков нашава начин. кујна. Да. Очигледно дека имаме здрави состојки, го ставаме акцентот на просото, кажавме и потсетивме зошто е просото важно и нели неопходно да се конзумира во текот на нашето секојдневие, во различни комбинации. Во овој случај тоа ќе биде во новогодишната празнична торта која што ние ќе ја направиме. И сега во интерес на времето, како веќе ги набројавме состојките, јас и Бубе, поточно Бубе, ќе почне со правењето и ги кажавме слоевите како нели тоа оди како процес, а се разбира дека кога повторно ќе се навратиме навака со нашите камери, ќе имаме можност да видиме кој е крајниот резултат и уште едно потсетување на рецептот кој што може да си го направите дома. Бидејќи комбинираме храна со музика, убава вкусна блага торта која што е апсолутно препорачлива за овој период и убава музика која што исто така не можеме без тоа, особено во празничните денови. Македонска, уважавам те. Земјо Македонска, поздравljавам те. Земјо Македонска, земјо турско-робска Македонијо, уважавам те. Фала, Джейло! Орде, фала ти на тебе. Ви благодарам за тоа што и денеска ќе ни распеете утринската и денеска одвоивте време во овој хаотичен период за сите естрадни уметници, нели? Па и за вас пред Нова година, после Нова година со една убава динамика на настапи. Но се разбира, тука сте и тоа ви е работата, да се развеселуваме и да ги развеселуваме сите оние кои што почитуваат нели вашата работа. Македонската музика. И македонската благодариме музика, за така. поканата, благодариме за убавата најава. Точно овој период е за сите нас премногу со премногу ангажмани, меѓутоа она што се сака, нели? Да не се жалиме сега, кога беше короната па нема ангажмани, се успавме, се поспавме, сега се очекува од вас и еве генерално и со сите оние кои што гостуваат овде и разговараме на таа тема. Се очекува од вас и развеселување повеќе и забава, енергија верувам собрана, но и продукција, односно издавање на нова музика. Така што верувам дека и кај вас се работи и се крчка сето тоа. Нормално, она што го најавивме минатиот пат кога бевме твои гости, сега и си го исполнивме. Здравие Боже после Нова година, за влез во новата 2024 година. Група Круна има подготвена нова песна под наслов Мајко. Ќе имаат можност да ја погледнат гледачите. Здравие Боже, можеби промоцијата ќе биде токму тука кај тебе. Еве овде пиши си во распоред, пишано кај нас. Да, значи ќе направиме некаде се гледаме во новата. Така, тогаш во новата година веднаш ќе имаме и промоција на нов спот и нова песна. Така. Ајде малку да позборуваме за оние настапи кои што помина. Утре наутро летате за Италија. Нашинците таму ќе имаат можност да уживаат во нашата изведба и да за нова дочекаат новата. Така ли? Ајде малку околу ангажманите. Па пред се сакам да им се заблагодарам на сите тие кои не почитуваат и не барат. Како што спомна предходно, ние сме неуморни и секогаш сакаме и имаме желба да работиме и да твориме, да компонираме нови песни и она. Таква ни е работата. Пред се со љубов, со голема желба и со големо разбирање, со колегите работиме и одиме напред. Голема благодарност до нашинците во Словенија, кои бевме предходно таму, во Германија и секако во цела Македонија. Да. И сегде каде што сме најчесто секој ден. Јасно. Добро, сега коментираме овој период, нели, празничен. Па добро, сега овој период сегде помалце бевме. И низ Македонија, па бевме Словенија, па бевме Германија, се враќаме пак тука сме неколку дена, еве утре со Господ напред одиме за Италија. Голем поздрав до сите нашинци во Италија, нели. Поздрав и од нас за утринската, ако не одиме, ќе дојдеме другата година. Така. Таму ќе ја пречекаме новата година. Ние со група Круна и се надеваме дека ќе си поминеме убаво. Во новата година стартуваме со новитети. Исто така кога ќе дојдеме и ќе збориме повеќе. Така, за плановите во новата, односно стартот ќе го имаме, се разбира и во оваа емисија. За Италија знам и многу од нашиве пејачи нели одат и настапуваат таму. За Словенија и за Германија ме интересира како Поминавме прво сега во неделата бевме во Германија,
во Липштад, имавме повеќе од 900 гости во една голема сала за прослави. Благодарно за сите оние кои не поддржуваат и го поддржуваат она што ние го работиме. Тоа си резултираше со тој број на наши гости, нашиот концерт. Желни се нашите. Желни се за наша македонска музика, дефинитивно тоа е таа носталгија која секој ја доживува кога не е дома. Еден поздрав и до сите нашинци во Австралија, да не ги заборавиме, на 7 јануари, здравје Боже, одиме за Австралија. И таму ли ќе постигнете, браво. Така, на 7 јануари тргаме за Австралија, голема турнеја, месеци, 10 дена, во сите некои 10 концерти во многу градови различни во цела Австралија. Да не заборавиме да си ги поканиме и таму нашинците, дај Боже не бидат концертите како сега во Германија. Благодарност и до словенците кои не пречека многу добро. Здравје Боже, до година веќе имаме договорено повеќе во концерти. Словенија покрај македонци имаше сигурно и имаше и срби, и словенци, босанци. Нели, некако музиката им е блиска, сакаат македонската народна музика. Таму во Словенија бевме 5 екипи. Значи собрани. Значи ние бевме задолжени за македонската музика. Имаше од Босна, се имаше од Босна екипа за босанска музика, се имаше од Словенија, се имаше од Србија. Значи бевме 5 екипи и си поминавме одлично. Поздрав до нашите пријатели од Словенија. Секако за нив сме ние сме доста добри пријатели кои секојдневно си имаме и контакт и комуницираме. И така да нема што да се каже, само што дека ни остави многу добар впечаток и нели ќе ги пометиме убавите моменти. Како немаш да Добар пречек, преубав пречек и ако толку било добро и ние ќе дојдеме, па викајте. Се разбира. Убаво би било, што поише луѓе подобро. Така е, така е. Тука ви се благодарувам и посакувам убав помин у Италија. Поздравете уште еднаш таму. Пред Австралија ви имам овде во студио и да се промовираме мајко. Ќе промовираме нова песна и уште многу теми ќе зборуваме. Среќни новогодишни празници на сите кои не гледаат, нормално и на сите нашинци овде и надвор од Македонија, да се живи и здрави. Дај Боже во новата да влезат сите со убава мисла, добро здравје, да ги оставиме негативните работи позади нас. И диетите јајти да ги оставиме позади нас, пошто кај одиме има јадење. Еве и овде после рекламите те канам. Торта ќе се проба. Да не размислуваме за диети во новата година. Така е. Ајде после рекламите се враќаме назад. Ние сме никаде на половина при процесот за подготовка на оваа, како рековме, здрава новогодишна или празнична торта, чија основа основа е од просото, но има и многу други состојки кои што ги споминавме, додека Бубе го реди овој втор слој, јас само ќе споменам, значи покрај просото тука имавме урми, па имаме бадеми и лешници, несолени нормално. Филот на крај ќе го направиме од шумско овошје или конкретно малини, со банана и индиски оревчиња и ставивме за еден добар шмек и малку путер од кикивитки. Маслиново, ова не маслиново, се извинувам, кокосово. Кокосово масло, кокосово масло. Кокосов путер, поточно. Разликата од кокосово масло и кокосов путер е тоа што кокосовото масло се добива нели со ладно седење, а кокосовиот путер се добива со блендирање на целото месо од кокосот и се добива една пубава смеса, затоа што тука остануваат и шекерите и дава еден пубав вкус, мада малку поретко може да се најде кај нас. Меѓутоа го има во продавниците со здрава храна. Можеме сега на вториот слој да наросиме малку цимет, како што рековме за божиќан зачинен, или мораме да го имаме во шмек. Еве и во овој рецепт. Така. И сега одиме со филот. Последниот слој, филот, торта без торта не е, торта без фил не е торта. Но не е овој фил класичен, оној кој што е токму така. Се прави и се подготвува на друг начин, туку ова е со индиски оревчиња, банана и малина, кој што на крај сега откако ќе го нели тоа измелеме, смесата е буквално како еден убав. Па да, имавме правевме ни една слична нели. Слична. Филот не е веќе готов. Филот е готов. Нели срце не е срце ако не е црвено. Така е.
Така да ќе го Се си има свое значење, првенствено самиот вкус, а видовме од што е составено и несомнено значи дека ќе биде вкусно, а потоа и изгледот се разбира и за оние гости кои што ќе ги пречекаме за време на празниците, да може и визуелно да биде убаво, а потоа и вкусно. И што е исто важно и добро да се каже за оваа торта е дека со оглед на сите состојки доволно ќе биде едно парче. Едно парче е доволно затоа што содржи многу хранливи состојки и Да. тоа и самиот организам ни го кажува кога ќе зедеме едно парче се чувствуваме сити. Тоа значи дека сме внеле доволно хранливи материи кои што му се потребни на организмот и сето останато што ќе го внесеме, тој треба да го складира и да потроши многу повеќе енергија затоа што треба да се внимава колку се јаде. Тоа е без оглед колку јадеме здрава храна, секогаш прејадувањето е најголем проблем. На денешницава, да речеме 90% од болестите настануваат поради внесување на многу храна и неможноста организмот да ги обработи. Да. Сите тие состојки кои што Да, и потоа доаѓа до влошени здравствени состојби и различни дијагнози, но затоа тука и во текот на цела оваа година нели препорачувавме, советувавме со нутриционистите што е тоа кое што е важно да се практикува, на што треба да се стави акцентот и кој е вистинскиот начин всушност на правилно исхранување и здравата исхрана. И еве една одлична торта за оние кои што сакаат благо и сакаат да си каснат помеѓу обруците, како што е Сега може да мојот ја колега наросиме Ненад и со- мислам дека ова е идеална со торта за... трошки од Идеална прилика да се појавам. Затоа што е пред Кокос? крај. Така и дома правам. Да, на Во крај кој се правуваш. навлегувам кога се е готово да Да. проверам и дегустирам. Да. И еднино што ме плаши мене, во твој телефон те бараат за рецептот. Она што ме плаши мене, велат како ќе влезеш во новата година, така ќе ти биде следната, само да не ми е со просо. Новата година, него нека има и малце мрсничко. Ама дали ти слушна што се има во просото? Слушнав, ја многу пати сме зборувале овде. просот има повеќе протеини од месото. Тоа е докажано и многу полесно може да се искористат. Искористивме неколку малини за да Декорација. направиме некоја Да не речат дека се е просо. да не испадне дека се е просо и сега доаѓа моментот. Се јаде? Сега треба ова во принцип треба нели Да малку стои у фрижидер. малку да Ама во отстои. принцип е тоа. Да. То Ама никаде, тука- благо никаде не стои во фрижидер. Тука тој Освен за принцип- гости ако го скриеш. Тука тој принцип некако потешко, ама кога подготвувате дома се разбира дека треба да биде малку стврната, иако кај нас нема време Чекај, за тоа. алатот да си го земам, да видиме и да каснеме. Така ли, колешки? Па да видиме што сте направиле, пошто дал ти годинава во знакот на просо ќе не биде или не. Пошто Ајде, Ненад кажа дека е може. главен дегустатор секаде, мислам прв. Јас ќе да го стирам пробам. и искрено ќе ви кажам. Само ако може некој чинивчиња отиде таму за торта што ни се. Ете го нашето срце, Ете ти белите, така, новогодишно така. срце кое што го подготвивме заедно со Љупче и кое што сега веднаш ќе го пробаме. Љупче, ти И ќе ноже. сечеш? И ноже ни треба. Ножот, А, Љупче, Да. има и голем нож ако треба малку така. вака, може да почнеме од тука. Добро. Ова за Љупче. Првото парче за славеникот. Фала. Чека да земеме уште една Чекај, тасничка. Немаме време за тоа, брзам да не. Добро, да, овако. побрзе. Ти кажи дали е Љупче вкусна, Бубе Трајчев да не ни замери. Да го да. Ненад Нено Ѓоргиевски сега ќе ти каже. да не ни замери, да не рече Ненад не проба, и Ненад веднаш ќе проба. Сите су три овакво. Име, презиме, надимак. Така е, да. Такви ни се денеска гостите. Скршено Празнични. срца. Да. И јас да пробам сега. Секако. Колку време Фала имаме? на страна. Одлично. Да. Не се приметува дека е просо и не е премногу благо. Секогаш внимаваме на тоа, не користиме засладувачи, единственото благо доаѓа од бананите и од урмата. Да. Добро, се за доволно мој вкус благи. малку благичко би дошол добро. Сосема доволно за мене, но како и да е. Секој има можност да се варира со благото. Важно е дека кога ќе се подготви вакво убаво срце новогодишно, дека е вкусно, ако ни верувате, верувам дека ни верувате, и уште кога ќе се стврдне, Да, ќе биде Ќе биде многу одлично. подобро, затоа што нели ставивме и кокосов путер. Тој прави една цврста структура, меѓутоа нели оние што не се тука во студио е стварно топло и треба малку време. Да. Бар некаде 2 часа е најдобро кога ќе ја направат тортава да ја остават во фрижидер, кога ќе извадат Одлично. така ќе изгледа
фантастично, не дека сега не изгледа. Да, или дека не може да се јаде, може, напротив, еве. Ние ќе оладиме во Еве. стомакот. Така да оваа нема да дочека во фрижидер да оди. Знае кај ќе оди. Ако Благодарам многу. пропуштија нашите гледачи некои од овие делови од рецептот, може да се разбира да го видите ова на YouTube, нешто подоцна во денот, а и за другите рецепти како на Бубе и на останатите наши нутриционисти исто можете да се потсетите, бидејќи е време за готвење, така? Да. А практичните рецепти секогаш што доведете? Секогаш ова е многу лесно и многу брзо за подготовка, така да не важат они изговори. Јас сега не можам да правам таква торта, има многу, одзема многу време. Практично ова додека печете едно Да. тесто во рерна, побрзо ќе ја направите торта. Така е. Бубе, ти благодарам многу и за цела измината соработка оваа година и се радувам на следните и наши идни средби во новата 2024 и ти посакувам успех како досега, така и понатака. Не знам дали да ти посакам уште повеќе работа, бидејќи Да кажи. на вистина имаш доволно што не се ни постигнува како што зборував. Благодарам за поканата. Верувам дека убаво ја завршивме оваа година, убаво сладко вака и со љубов и со срце и со црвена боја и со се тоа им го посакувам на сите во новата година да има што повеќе љубов, повеќе емпатија кон другите, затоа што убавината во животот е да ги направиме луѓето околу нас среќни и ние така ќе бидеме повеќе среќни и да ја сакаме природата, да ги сакаме животните и се тоа на што постои околу нас. Сме дело тоа. Само така можеме да ни се возврати сетата убавина и на нас. Така е. Завршуваме тука, нели? Означуваме точно 11 часот. Почитувани гледачи, од мене и од Ивана толку. И Бубе. Бубе, да, На крајот. но зборувам како водителски пар. Утре во За денеска, последниот да. работен ден ќе бидат Кате и Марко, а сите заедно ќе се дружиме во една новогодишна атмосфера некаде на Пладне. Утринци на Пладне и Во тоа да недела. го видите во недела на 31. Поздрави, секој добро, уште 5 пати ќе ве честитаме нова година на програмава, така што ова нема да го направиме сега. Чао. Така е, поздрав. Поздрав, чао.